Враќаме назад во живо од Студио 1. Во овој термин со колегата Антонио Крстевски издвојуваме една креативна, една мотивирачка тема која што и двајцата мислиме дека заслужува особено внимание. Наша гостинка е Наталија Милорадовска. Добре дојде. Добро ве најдов. Специјализант во Институтот за јавно здравје, меѓутоа од она што е професија по вокација, успеваш да ги споиш својата работа и креацијата со малите деца. Токму така. Јас сум специјализант во Институтот за јавно здравје Скопје, одсек хигиена со здравствена екологија, каде што наша основна дејност е безбедноста на храна, на вода, аерозагадување. Сега главна мета ми се децата, особено детските градинки, па така успевам креативноста да ја вклопам заедно со работата. За таа креативност, за да ја доловиме целата приказна, Наталија и децата во градинка изработуваат играчки од отпад, нешто што е особено мотивирачко, еден позитивен пример. Буквално така, од отпад, и тоа најчесто од работи за кои што децата не можат да се повредат, значи тоа се некои пластични чаши, сламки, хартија или буквално она што секој го има дома. Значи правиме различни работи во зависност од желбата на децата, замоци, најчесто ги правиме хероите од цртаните филмови, правиме едукативни работилници и така. Наталија, како започна оваа приказна идејата? Лична? Да, лична идеја. Со креативност се занимавам уште од мали нози. Се сеќавам дека можеби кога имав 10 години се емитуваше една емисија еднаш неделно, траеше 15 минути, јас бев во филм, дома си имав своја работилница, исто така се правеа работи, најчесто од отпад. И после со текот на времето, значи почнав едно по едно да правам различни работи, буквално ми доаѓа како лек за душата. Наталија, рековте децата од предшколска возраст се во фокусот на ова ваше хоби. Каков е фидбекот од нивна страна? Значи вака, развојот на мозокот кај децата зависи главно од влијанието кои се изложени тие на мала возраст. Значи, децата се пресреќни, буквално веќе ме знаат во сите градинки, заедно соработуваат со мене. Значи, најчесто правиме, да речеме, ќе направиме едукативна работилница за здрава храна. Јас им носам кошница со овошје, со зеленчук. Ти се толку инспирирани, па ајде да направиме еже, ајде да направиме куче, маче. Значи, буквално децата се пресреќни. Што најчесто бараат да направите и колку всушност време ви е потребно да... Па зависност, значи се организираме за разлика од времето, затоа што тие си имат свој тајминг, значи кога ручат, кога спијат. Значи најчесто се договараме со наставничките, ако работилницата трае да речеме 40 минути, во зависност од времето, тогаш организираме што ќе биде темата. Различно, некогаш на пример тема ни е здрава храна. Некогаш да речеме правиме замоци од херои од цртани филмови, значи во зависност се е по договор. На почетокот во разговор пред да влеземе во живо спомена дека си имала тогаш си го нудела всушност овој проект по градинките, меѓутоа сега откако те знаат во градинките, учителките, раководните лица самите бараат да дојдеш да организирате таков настан и слично. Да, сами ме барат. Сега мислам дека околу пред 3 недели исто имавме едукативна работилница. Всушност како детето да не се плаши од докторот, да знае дека докторот исто така обична личност. Значи беше многу интересно, им покажував што е стетоскоп, што е шприц, шпатоли, за да едноставно децата не го сваќаат тоа, така да не се плашат, да имат некој пристап и навистина беше прекрасна работилница. Само да подвлечем една линија, тоа е отпад од внатре од градинките, она што децата го користат, ако не се лажам. Па, буквално да. Или може, например, секој што има да донесе нешто од дома, значи сламки, пластични чаши, картони, харти, нешто што детето не може да се повреди. Особено инспиративно во време кога пластиката е во Европската унија се повеќе и повеќе ја забранува. Да, а и ги знаеме сите оние примери барем во океаните каде што секојдневно ни излегуваат информации дека по илјадници тони се собираат
пластични материјали од Да. океаните. Да, последната информација за чудувачка беше во Финска, кит во Финска, кој што му извадиле не знам колку тони пластика за сиот тој отпад внатре во водите. Не, се ова е една интересна креативна идеја. Јас претпоставувам дека кога сте ја започнале сета ова активност, зад неа има некаква идеја, пред се креативноста. Да. Значи, сакам децата да го развијат тој креативен потенцијал, да го негуваат и преку него да развиваат многу вештини. Пример, да речеме, да развијат вештина за визуализација. Значи, децата од мала возраст не знаат да разликуваат растојание, големина, текстура. И она што е интересно кај креативноста е дека таа многу се совпаѓа со дивергентното размислување или што значи тоа барање на повеќе потенцијални решенија за разлика од конвергентното, каде што фокусот е само на точно едно решение. Значи, детето, да речеме, еве ќе прави замок, ќе проба вака, не бива, ќе проба вака, значи ќе проба повеќе начини и ќе има повеќе потенцијални решенија. Сакам, значи, децата преку тоа зголемуваат својата концентрација. Исто така има улога во билатерална координација, значи еднакво ја користат и левата и десната страна, во овој случај раците, бидејќи најмногу се работи со раце, значи ги развиваат и фини моторни движења и многу други вештини. Има ли случај кога заедно со нив се обидувате да направите нешто и сега тоа се мали деца кои што се уште впиваат, се уште учат и се развиваат и едноставно да проработи нервозата кај нив, да речат дека не се обидуваат повторно и повторно? Се обидуваат, значи децата се едноставно пресрекни. Толку многу сакаат да соработуваат, да учествуваат, значи буквално не сум имала баш така некој дете да ми изреагира нервозно. Интересно. Зошто е важно овие деца да бидат дел од една ваква активност, настрана од тоа дека нели развиваат затоа што децата најчесто преку играта го учат односот со околината. И посебно не ми се допаѓа тоа што родителите сега ги стимулираат децата со некои материјални стимуланси. Пример, да речеме, ако го наместиш креветот, ќе ти купам сладолед, ако го наместиш ова, ќе ти направам ова, ќе ти купам ова. И децата преку тај начин, значи, всушност, тие ги гледат другите деца според материјалните добра што ги поседуваат и тоа не ми се допаѓа. Наталија ги спомена родителите, претпоставам дека имаш комуникација со родителите на децата во градинките кои што сега ги посетуваат овие часови кои што ги одржуваш. Ти, каква е реакцијата од страна на родителите? Го поддржуваат се тоа? Апсолутно. Апсолутно родителите го поддржуваат. Дури сакам да направам и некои едукативни работилници каде што и тие ќе учествуваат заедно со мене. Затоа што сметам дека тоа е нешто клучно за детето и дека детето преку играта го учи каков треба да биде односот со околината, како тоа дете утре да не бидат тие материјални добра што ќе ги карактеризираат карактерните особини на детето. Можна ли да помогне овој проект да го наречеме за откривање на таленти? Можно е, да. Креативци, уметници кои што Апсолутно. Апсолутно, да. Во тоа насока има ли нешто што те изненадило буквално од децата? Па да, има, значи децата се доста напредни. Значи буквално сега децата се во некој филм да бидат блогери, да снимат видеа. Значи буквално знаат во каков програм се прави, што како се прави. Значи јас кога почнувам да им кажам кои страни ги следам, од каде ги црпам идеите, ти буквално се запознаени со се. Нели се малку мали за тоа на 5-6 години? Во зависност од големите групи има, да. Па технологија, Антонио. Да, во наше време го немаше тоа. Технологија и оттаму, затоа и прашав дали изработката на тие играчки се чисто твоја идеја или има, сега знам дека еден куп деца гледаат едни слични цртани филмови, па оттаму можеби така си ја исполнуваат фантазијата, па бараат да создадете Па во зависност, нешто од мене, нешто по нивна желба, нешто црпиме од интернет и така, различно.
Спомена за идеите црпење од интернетот. Да. Каде ти доаѓаат? Значи, 5 minutes crafts, do it yourself, tasty, значи различни Оние добро познати добро познати страници страни. за вакви идеи. А што се случува со продуктите откако ќе ги изработите? Дали истите остануваат во градинките, се продаваат, се донираат? Најчесто се подаруваат, значи или на деца со посебни потреби, во зависност, например, на светскиот ден на хендикеп, им поклонуваме за некој роден ден и така си организираме. Не ги продаваме се уште, меѓутоа може да направиме и нешто такво. Јас верувам дека и некои од институциите задолжени во овој сегмент од општеството го следат сега овој разговор. Според тебе дали е потребна институционална помош на ваквите проекти? Апсолутно е потребно, И да. зошто? Апсолутно потреба затоа што преку овој начин, значи децата од мала возраст треба да научат кои се здрави навики на живот, како да се однесуваат и тоа е нешто што апсолутно треба да се подржи. Кога зборуваме за малите деца и начинот на кој што сакате да ја поттикнете нивната креативност, не сакам да звучам како професор кој што испрашува, меѓутоа сакам да слушнам ваше размислување. Што е креативност? Зошто е важна кај овие мали деца? Креативноста може да биде дефинирана како ментален процес за создавање на идеи или човечка способност да се најде некое оригинално решение, да не речем на даден проблем, туку на дадена задача. Значи да направиш нешто оригинално, да создадеш идеја, да бидеш иновативен. И се, откако малте не ја раскажавме приказната со изработката на играчки од пластика и различен друг отпад, им го шарате животот на децата. Не сомнено дека им го шарате. Меѓутоа ме интересира што е она што почетно ве инспирираше да го направите ово? Прв пат кога почна? Да, и зошто? Па, што нешто ме инспирираше? Не знам, креативноста за мене представува лек за душата и многу сум опуштена кога креирам нешто, буквално можам да се исклучам од се. И тоа го правам само кога имам инспирација. Значи, не можам секогаш да речем, еве сега ќе го направам ова и ќе го направам за еден час. Туку буквално дека чувствувам дека ми треба одмор, да се релаксирам, ќе направам нешто, па нареден ден така, можеби, не знам, во тоа си наоѓам некој мир. Да, за крај само бидејќи не се вклопува на некој начин, односно Да. се вклопува со темата, меѓутоа за оние кои што не знаат, Наталија Милорадовска изработува креативни видеа, односно продукти од веќе готови продукти. Од чоколадо кукичка, нешто. Така да, тоа беше моето прво видео кое што морам да кажам дека на Facebook постигна повеќе од 40 милиони гледаност. Секако беше наменето за пазарот надвор од Македонија да потенцира. Па ете, веројатно, да, 40 милиони гледаност. 40. Да, 40 милиони. Така, подоцна имав и соработка со еден унгарец, му снимав различни видеа, ете исто од такви материјали, значи најчесто од пластика, од хартија, и тоа беше едно прекрасно искуство. Да. Наталија, особено ни беше драго што дојде во студиото и што прикажавме еден позитивен пример во време кога има доста млади кои што кукаат, нели? Апсолутно. Многу е мал бројот на млади во држава кои што се одлучуваат токму на ваков чекор да ги стимулираат најмладите. Најмладите, така е, да. Да. Наталија, ти благодариме за гостувањето во И Отворено благодарам студио и 1. на вас за поканата. Сега тука по една мала кратка пауза, повторно ќе се вратиме во Отвореното студио 1 на малку посериозни теми, а тоа е анализата на вестите од светот и регионот со колегата Дејан Андоновиќ. Останете со програмата на 1 ТВ, се враќаме за кратко.
Среќен роден ден, Еден ТВ. Не случајно го одбравме бројот 1 како име на оваа телевизија. Ние го заслужуваме бројот 1. Ние сме број 1. Среќен роден ден, Еден ТВ. Една година, Еден ТВ. Понеделник, 1 април, 20 часот и 30 минути. Директен пренос од роденденската прослава на Еден ТВ во Македонска филхармонија. Спектакуларно концертно и мултимедијално доживување. Изведувачи: Македонска филхармонија, Тамара Тодевска, Владко Лозановски, Владко Стефановски и хор Злата Мегленска. Бидете со нас. Една година, Еден ТВ. На почетокот ви ветивме, релевантно, интензивно, динамично во живо, вистинска телевизија, си останавме на зборот, една година, Еден ТВ. Среќен роден ден, Еден ТВ. Еден ТВ го слави својот прв роден ден. Оваа за нас мощна значајна година ја одбележуваме овде во Македонската филхармонија. Во чест на нашиот роден ден ќе настапат познати македонски музичари. А јас, Сашо, Чом, Јадранка и Јацо ќе разговараме со нашите гости. Целата програма ќе можете да следите во живо на Еден ТВ. Почнуваме во 20:30. Бидете со нас. Денеска во ексклузив ќе гледате. Ексклузивата ја имавме. Секогаш навремено известувавме. Ги споделуваме најдобрите моменти во ексклузив. Кој повеќе лаже? Мажите или жените? Кој од вас има девојка? Анкета по повод 1 април. Не лажам, немаме девојка. 28 странски представници, 17 различни земји на домашен терен. Дали македонските дизајнери доживеа пораз на модниот викенд во Скопје? Гледајте ексклузив денеска во 18:15 часот на Еден ТВ. Почитувани гледачи, се враќаме во вториот блок отворено студио 1, како што претходно најавивме. Следува анализата на вестите од светот и регионот со колегата Дејан Андоновиќ, но пред да почнеме со истата, јас би го повикал прилогот кој што се однесува на изборите во Турција, а таму е известно дека Ердоган ја губи Анкара и Измир, а во Истанбул е нерешено. Да го видиме прилогот, се враќаме во студиото. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган синоќа во Анкара изјави дека владеачката партија на правдата и развојот е победник на локалните избори во земјата, јави агенцијата Анадолија. Тој изјави дека владеачката АКП самостојно или со Народната алијанса според досегашните прелиминарни резултати освоила 778 градоначалнички места, вклучувајќи 16 метрополи, 24 провинции, 538 дистрикти и 200 области. Кандидатот на партијата за правда и развој за градоначалник на Истанбул, Бинали Йилдирим, синоќа истакна дека победи на локалните избори во Истанбул. Председателот на турската партија на националистичкото движење, Девлет Бахчели, чија партија на вчерашните локални избори учествуваше во рамките на Народната алијанса, заедно со владеачката АКП, изјави дека партијата одлучно ќе продолжи да се движи по својот пат. Во исто време, кандидатот за градоначалник на Анкара на главната опозицијска републиканска народна партија, Мансур Јаваш, изјави дека правдата била задоволена. Според неофицијалните резултати, Јаваш води со 50,62% од гласовите во Анкара. Досегашните резултати покажуваа дека опозицијата победила меѓу другото и во Измир и Чанак Кале.
Според досегашните резултати, владеачката партија соопшти дека ќе се спротивстави на неважичките гласови и неправилности во Анкара за време на локалните избори. Го погледнавме прилогот на колешката Бојана Ној кој се однесуваше на изборите во Турција. Дејан, освен во Турција, избори се одржуваат во Словачка и Украина, а ако не се лажам, во сите земји победуваат не фаворитите, туку оние кои што се надеваат дека да нема кажеме да дека во сите победа. три земји заедничко е дека не победуваат фаворитите и она што е најинтересно е победува опозицијата. Значи и во Турција на некој начин и покрај тоа што и според прилогот, а и според последните информации, партијата на Ердоган има победено во 15 поголеми наспроти 11 градови што ги има победено опозицијата, но ако се земе во предвид дека оној кој ќе го освои Истанбул во Турција ја освоил и ги освоил и локалните избори во Турција, покажува дека таму ситуацијата е сега за сега идентична, односно 20.000 гласови има повеќе опозицијата во Истанбул наспроти партијата на Ердоган и нивниот кандидат Йилдирим кој во минатото беше градоначалник на Истанбул. Она што е интересно со вчерашните избори во Турција дека ги загуби Анкара, главниот град, и Измир, тоа се два големи града во Турција, што само укажува дека полека, според анализите, јас не би се осмелил толку да го анализирам тоа, но очигледно дека силата на Ердоган полека почнува да опаѓа, а опозицијата полека почнува да се подига во однос на добивање на доверба на турците. Она што вчера Ердоган се обиде да го прикаже пред граѓаните е дека и покрај оваквиот резултат тој е победник, што де факто и е победник, но многу послаба победа има од минатото. Значи полека ја нема она целосна контрола на Турција што па само укажува дека можеби ова, ако не е почеток на крајот на Ердоган, сигурно е крај на почетокот на Ердоган, кој со години владее со Турција, ја направи Турција да биде не само регионална, туку и малце повеќе суперсила како држава, но и земја која со исламскиот фактор преживеа еден неуспешен државен удар, направи огромна чистка во државниот и воениот апарат во Турција. И ја смени малку страната, да подсетиме дека со уривањето на рускиот борбен авион пред 2 години, Турција во обид да се искупи за тој инцидент се приближи некако повеќе кон Русија, а помалку го сврте грбот на некој начин кон западните сојузници, зашто се има своји причини. Една од причините секако е долгогодишното чекање на Турција да влезе во пристапни преговори со Европската Унија, каде што не ја прифаќаат. Од друга страна, Турција и власта на Ердоган се почувствува дека е искористена и злоупотребена од западните сили да биде брана на оној исламски фактор и азиски фактор за влез во Европа. И она што можеби е најинтересно е што Ердоган изминатиот период во сите можни глобални политики се става на страната на Москва и на Пекинг против Вашингтон, Лондон, Париз и Брисел. Повторно ќе кажам, очигледно е дека во Турција нешто почнува да се менува, ќе видиме како ќе заврши целото тоа. Во секој случај, кој ќе го победи Истанбул, ќе повторам, тоа е нивното, барем нивниот коментар и теза, кој ќе го победи во Истанбул, победил во Турција. Добро, освен оние успеси и неуспеси кои што ги набројуваше за Ердоган, сакав само да додадам дека и Ердоган, иако да, ја направи Турција моќна во своето владење, беше еден од оспоруваните политичари кога се работи барем за почитување на некои основни човекови права. Па добро, Чаловски, ако земеме да гледаме онака ретроспективно за Турција, Турција уште од Отоманската империја никогаш немала некои огромни европски човекови права. Ердоган од кога дојде само дополнително на некој начин ги стопираше тие права и слободи кои ги има во Турција, но ја ќе повторам. Турција е сепак не само регионална, можеби светска суперсила, има огромна економија, има огромна воена моќ. Степенот на човековите права е сепак е на некој начин Балкан. И сепак на некој начин кој ќе се земе таа огромна традиција која има Турција. Значи таа е огромна традиција. Веројатно не ни може да се очекува толкова голема држава. Па еве да земеме
да земеме Либер- предвид толку дека ние либерално. на Балканот што сме помали, што сме биле на некој начин под тие империјални влијанија, не можеме да го смениме начинот на карактер, а замисли една Турција која е на некој начин една од трите големи империи. Јас ќе потсетам дека во светот имало три големи империи, тоа било Британската империја, Француската империја, ајде и Австро-Унгарската до некаде, но и Отоманската империја. Тешко многу, ние сега живееме по начелата на овие две западни империи, но ова е третата империја која секогаш ќе биде на некој начин контратежа на се тоа. Дополнително што се спојува со една Русија, една руска империја која во минатото Турција и Русија никогаш не биле традиционални пријатели, напротив, биле конфронтирани во сите можни борби од турско-руските војни на Крим преку Прва, Втора светска војна. Но денеска тие се заедно. Токму тука ја гледам можеби причината дека западните држави не им одговара ваквиот Ердоган каков што го имаат во Анкара во моментот и веројатно ќе охрабруваат опозицијата конечно да го порази и таму да дојдат некои нови политички сили. Кога ја спомна веќе Русија е уште една држава со своја важна улога, меѓутоа Русија е држава која што вели нема да ги признаеме изборите во Украина. Во Украина изборите дојдоа на некој начин Многу како изненадување. многу според големо резултатите и изненадување. веројатно тоа кажува само колку им е доста на украинците од она политика која што им е постојана у Одлично се континуитет. забележал. Јас читав некои информации и некои статистики за украинците. Украинците, чија држава во моментов е малку поделена од таа страна на Днепр, каде што се руските руските територии, каде што живеат руси во Украина, е окупирана и има војна. Беше одземан Крим. Но украинците, кога некоја анкета, новите анкети укажуваат дека на украинците не име гајле за Донецки тој дел таму. Не име гајле и дали е Крим земен, не се многу загрижени. Тие се загрижени за економијата и економскиот начин на живот на украинците. Тие се сиромашна држава. Еве јас лично сум бил таму неколку пати и точно знам кој е нивниот начин и степен на стандард. Од друга страна имаат голема култура, но имаат низок стандард. Ми се чини дека на украинците им преовладуваше токму ова што сега го зборуваме, што и ти добро го забележа. Веќе не им е важна глобалната политика. Не им е важно ништо. Нив им е важно економијата, работните места и она што од што работат да може да живеат солидно, да не кажам, нели, достоинствено. Украинците сега повеќе тежнат кон Европската унија, бидејќи сметаат дека Европската унија ќе им направи да живеат подобро. Индикативно е и тоа што Комичар е всушност човекот кој што го Комичар кој се прослави со улогата на Порошенко. Да, го глумеше украинскиот председател на некој начин исмејување на таа позиција, се кандидираше и изненадувачки освои 30% наспроти вториот кандидат Порошенко, актуелен председател, виден бизнисмен, човек кој изминатите 2-3 години и пркосеше на Русија. Што може пак да каже за либералниот менталитет на украинците. Токму тоа. Но она што ти го спомна за Русија, само ќе кажам, јасно е дека нема да ги признаат изборите, бидејќи доколку победи кандидатот, комичарот, Володомир Зеленски, како му беше името, тој се планира да има уште полиберален однос меѓу граѓаните, централната власт да биде на некој начин распарчена, да нема толку силна централна власт, нешто што го нема во Москва и во Русија. Од друга страна, Петро Порошенко е човек кој јасно сака Украина да ја вметне во НАТО и Европската унија. Оно што не го спомнуваме е некогаш неприкосновената Јулија Тимошенко, она убава премиерка и председателка која беше на Украина во 2000 до 2010 ми се чини, беше алфа и омега во Украина, која одедношка се приклони кон Путин. Денеска освои и не односно на вчерашните избори не влезе во вториот круг на гласање, што само укажува дека на украинците им е премногу веќе од тоа така наречено руско мешање, а Москва нормално бидејќи нивниот фаворит загубува, неќе да ги призна изборите, што па не е добро бидејќи само дополнително ќе се зголемат и онака големите тензи кои ги имаме таму. Ја споменавме глобалната политика, спомена дека украинците не се интересираат за глобалната политика, меѓутоа кога станува збор за глобална политика, во овој момент има една жртва, тоа е Венецуела. Венецуела е жртва и нели како го вратиме на целото анализирање на состојбите, таму нели Русија, Кина и
Турција се од една страна, наспроти западните сојузници предводени од САД. Таму се радикализира, ми се чини, состојбата, особено што изминатиот период, освен оние прекини на електрична енергија, почна да има големи протести на улиците, но и големи насилства на улиците, каде што секојдневно и целодневно, барем на улиците на Каракас, се забележуваат според западните медиуми престрелки и пукотници на банди, па имате таму се викаат консевлероси, така наречени моторџески банди кои наводно се под диктат на актуелниот председател Мадуро, кои имаат за задача да ги тероризира населените места во градовите кои се проопозиционо ориентирани, значи плячкосуваат, убиваат, доаѓа до еден страф. Тоа се разбира онаа анализа која можеме да ја видиме од западните медиуми кои, да подсетам, се против Мадуро, го фаворизираат Гуидо, опозициониот самопрогласен председател. Таму работите се дополнително подигнати, што на улиците почна од ден на ден да има поголем број на насилство и пукотници, се зголемуваат рестрикциите на електрична енергија, односно нема струја, има прекини, значи тоа не е рестрикција, него има според актуелната власт таму хакерски напад изведен. Без никакви најави. Нема храна, нема лекови. Големите суперсили полека ставаат под превезот на хуманитарна помош воени единици. Русите тоа го направија пред недела дена, американците тоа го направија вчера. Почнуваат да се прават некои меѓусебни коалиции. Русите и кинезите дадоа некои кредитни средства за потребите на владата на Мадуро, за да не може, за да не дојде до огромен недостиг на храна и лекови. Од друга страна, американците веќе подпишаа неколку договори, јас го спомнав неколку пати договорот со Холандија, чиј колонијален остров Курасао, ми се чини, е во близина на Венецуела, од каде што американските трупи би изведувале за почеток воздушни напади, а подоцна и воени напади. Се на се, американската флота е тука стационирана, руската флота се стационира некаде подоле кај Куба. Сакам да кажам дека таму се зголемуваат тензиите и веројатно после ова следното е да се обиде да има некој дипломатски пат да се надмине таа криза и некакви нови избори. Доколку не е до тоа, на Венецуела и се заканува сириското сценарио. Да се надеваме дека нема да се случи. Па да се надеваме, меѓутоа не зависи од нас. Добро, имаме уште минута-две додека не го пробиваме терминот. Кратко, само Арапската лига е она која што му објавува војна на Доналд Трамп заради неговото признавање на Голанската висорамнина како дел од Израел и за признавање на Јерусалим како главен град на Израел. Тие се против, изготвуваат извештај кој што ќе го достават до Советот за безбедност, кој помина прошлата недела на седницата на Советот за безбедност на Обединетите нации, 14 држави гласа од сегашниот состав, бидејќи Советот за безбедност има 5 постојани земји членки и уште 10 на 6 месеци кои се менуваат. 14 земји гласа у тој состав против таа одлука на Доналд Трамп. Но ние мораме да кажеме само зошто Доналд Трамп ја подржа израелскиот суверенитет на Голанската висорамнина. Во Израел се случуваат избори на 6 април, таму актуелниот председател Бенјамин Нетањаху има слаб рейтинг, американците, односно Доналд Трамп, имаат интерес Нетањаху да остане и понатаму во Израел, бидејќи па тој ќе даде подршка за американските избори, му даваат подршка, еве Нетањаху го добива суверенитетот врз една Голанска висорамнина која е света земја и за арапите, за евреите, а за возврат на тоа, нели, Израел ќе даде подршка за Доналд Трамп, оттаму и подршката за Голанска висорамнина. Веројатно тоа ќе се смири после 6 април. Да. Дејан Андоновиќ секогаш со условно кажано фиксен термин овде во студиото, каде што ги анализираме сите оние информации во светот и на Балканот и во регионот. Дејан, ти благодариме за денес. Јас и Антонио овде се одјавуваме, се враќаме некаде околу 17 часот.